Да, еден стар инструмент со кој што се гордее Македонија, посебно и со младите луѓе кои што се обврзуваат да следат традицијата. Петар Ангелевски е во студиото да ни се представи со својата гајда. Седни си. Многу. Ке ни се представиш уште еднаш со гајдата. Интересно ми е тоа што си ученик на студент на Музичката академија во Гоце Делчев во Штип на катедра за етнокореологија, одсек народни инструменти, народно пеење и играње. Ке ми кажеш што те влечеше, зошто баш дувачките инструменти прво? Па пред се не знаев долго време дека сум имал некој наследник веќе што свири на гајда. Така? На дедо ми. Значи, се потекнува од прадедото? Точно. А тоа не го знаеше? Па не го знаев дури последна година-две од кога почнав од изучувањето. Значи не било свирам. ништо случајно. Точно. Ке ни опишаш ли малку гајдата? Јас забележував додека свираше во одреден момент нели кога дуваш во овој дел кој што е како кавал и овој дел пак испушта некој друг звук. Точно. Како е можно, на каков механизам свири овој стар инструмент? Вака, во моментов, значи сега не испушта ништо, а иначе гајдата како гајда, значи ова е брчало. Дали ова го чува воздухот? Значи, Телото на гајдата. Може да се свири само на овој мал дел, тука. Така? Значи ова се вика гајдарка, терминолошки зборови има секакви зурличе, клепарка, писка, сегде различно. Во Демир Хисарско кај тебе како го викаат тој дел? Клепарка. Клепарка. Точно. Добро, така ќе го Значи, викаме. Најпрво, гајдаджите кои ќе свиреле, или децата кога ќе учеле гајда, значи му давале гајдарка или клепарка, али без, ова се вика кривуле. Така. Без кривуле, значи само права. И кога веќе ќе научеле гајдата, тогаш му е составувале цела гајдарка. Ке ни кажеш ли на кои важни настани, еве во твојот крај во Демир Хисар, на кои важни настани се употребувала, се користеле со гајдата луѓето, кога имале, да речеме, не знам, слави или пак можеби венчавки? Па најчесто, уште од старо време, не можело да има свадба, значи или веселба без гајда. Значи во првобитно време имало, значи само гајда, веќе после почнале да идат со тапани, се употребувале исто две гајди, али свадба или веселба, собир на сред село,
исто кои ќе се правили игранки, што ги викаат. Така. Твојата љубов кон фолклорот може да ја видат гледачите, јас нега не следам, може би ги погледнаа веќе фотографиите, каде што настапуваш во играорното друштво. Кажи ми, дали ти е проблем патувањето? Живееш во Демирхистар, меѓутоа секаде можеш да стигнеш. Толку ли е голема љубовта за фолклорот? Па, пред сега гледам задоволството према нештото, значи што го имам. Така. Не ми представувало и нема да ми представува никој пат проблем ни за патни трошкови, ни за ништо. Значи, нешто да ти исполнува и сакаш да го правиш. Колку години имаш, Петар? Јас имам 22 години. 22 години. Повеќето од ова уро кое што го слушаме сега во твоето прво уро, одлучи да биде со гајдата, инструментот кој што, ти си го наследил од твојот прадедо. Меѓутоа, како планираш понатаму да се развиваш? Дали ќе продолжиш со овие стари инструменти или пак може би оној налет на фолк музика ќе те навлече, па ќе сакаш да се обидеш и со некоја група во новите фолк води? Па вака. Сега купив кларинет из Урла. Така. Значи сега почнувам да ги изучувам тие инструменти, но се почнуваш од нула. Значи без разлика кој инструмент друг да го купиш, сепак почнуваш од нула. Јас сакам да свирам во некоја група. Исто и во изворен оркестар, али за изворен оркестар нема доволно деца, значи што свират кавал, што свират тамбура, Значи, такви инструменти. кај нас сепак ретко кои се одлучуваат да свират овие стари инструменти. А ќе ми кажеш и како ги наоѓаш, затоа што колку што јас знам, многу е тешко да се изработат. Ова ќе кажеме дека е од јагнешка кожа изработено и претпоставувам дека го изработил некој исклучителен познавач. Има ли уште такви исклучителни познавачи во Македонија кои што изработуваат и гајда, меѓутоа знам дека и зурлите се вистинска реткост. Точно, значи мојата гајда јас ја зедов од Прилеп, значи на неа се пише исто Ѓуртовски од Прилеп, значи поздрав до Тоа старо семејство кое што изработува. Ѓуртовски, да. Јас како што знам тие Билјан Мариова, неговиот татко правил гајди и тој го наследил занаето. Има ли наследник господинот Ѓуртовски? Има. Значи сепак ќе продолжи гајдата да свири во Македонија. Па мора да продолжи. Значи има и други што прават исто гајди, али јас според мене мислам дека Љубен Ѓуртовски, мајсторот од Прилеп што е најдобар, значи, за изработки на гајди. Така, јас сега ќе ти се заблагодарам за учеството во Ја сакам Македонија. Исто така ќе сакам да ни отвориш уште нешто пред да те поздравам и ќе напоменам само дека твоето образование навистина многу вреди во оваа наша земја, имено и следниот разговор мој ќе биде за образованието во Македонија, меѓутоа и за активностите на УСАИД, кои што не само во образованието, туку и во многу општествени цели делуваат, меѓутоа сепак и во образованието како една алка која што мора да негуваме ако сакаме вакви млади и квалитетни генерации како тебе. Те оставам да ни се представиш со уште една музичка numera со гајдата и се разбира, очекувам да те видам повторно во студиото, да се собере конечно таа една убава група од млади луѓе кои што и со старите инструменти ќе знаат да музицираат и ќе знаат да направат вистинска забава кога ќе дојдат кај нас. Повеле.
благодарам многу.